Ама, право терориста. Кој бе терорист, бе? Ти! Не бе, ти! Шо бе ја, бе? Не, сакаме да кажеме my name is Ристо. Ристо е насака. Ристо Мухамед Азара Хиджа Сама Бин Ладен бил топол бумарак терорист. Полека, бе. Полека, цело име во... Цело Дубај го кажа во својот име. Уште Филипче и Вејко Дипал. Зошто имате потреба нон-стоп пред нив да се посипувате со пепел? Со секој ваш одговор на нивните отрови што ги пуштаат во општеството, сами се труете. Со секој ваш одговор на умренава опозиција, само повеќе ги факторизирате. Метафорично им бризгувате адреналински инекции, ги оживувате. Зошто имате потреба да го правите тоа? Гледајте си ја работата за која што ве избравме и ве донесовме на власт. Не се обзрнувајте на нивните Сашковци, Борјановци, Тричковци, Мичковци, Жерновци, Мерновци. Нема зашто да се правдате. Требало авион, не требало авион, Владинов. Требало ова, не требало ова. Ние ова, овие ова. Еве одговор на ова, ние нека каже ово и ова, оти ово е направил ова. Зошто бе? Зошто? Само малку треба да слушате, слушајте. Слушајте го народот што ве избра, тоа милион пати го имам кажано, нема да сгрешите. Нема да сгрешите. Тоа го кажав уште првата вечер која победивте на после обзнанувањето на победата на парламентарните избори. Слушајте си го народот што ве избра. Ако на народот му треба повеќе работа, дајте му работа. Можете тоа да го направите. Ако му треба повисоки плати, дајте му и повисоки плати. И тоа можете да го направите. Ако му треба не знам шо, и тоа дајте му го. Ако му треба да тоа што го побара да го раскинете договорот со Бугарија, тоа можете да го направите. Без никаква грижа на совест. Сите знаат дека правдата е на наша страна. Сите знаат што значи тој договор. Сите знаат што значеше договорот со Грција, Унивици. Немаме потреба никому да се правдаме. Што треба се на секое нивно искачање на прес вие да им дадете одговор? Мицковски ги поставувал јавните обвинители, се мешал у судството, Па дури тоа да е така, нека не ве интересира. Добивте доволен број на гласови, имате огромна коалиција. Правете така како што сте замислиле, ако задната мисла, ако целта што е поставена е поставување на оваа држава на нозе. Имате право, по Синајак имаш право ти да поставуваш услови, не опозиција да ти кажува што треба да правиш. Сум го кажал тоа 100 пати. Јебеш демократија ако имаш скапана држава како до сега. Правите оно што мислите дека е добро да се направи, за држава да стане стабилна, за овој народ, граѓаниве што живеат овде у државава да се осетат сигурно и во безбедносна, и во социјална смисла, и во било која друга смисла. Немате потреба да го оживувате мртвецов. Баталете ги, гледайте си ја само вашата работа и она зашто ве делегираше народот, која ве донесе на власт со огромно мнозинство. Немојте повторно да се донесувате во ситуација да си ја покажете слабата точка да удрат по неа. Не, играјте контра, играјте неочекувано. За сите, не само за домашниве внатре што се пета колона и останати у опозиција, и за оние горе што мислат дека ви попуваат. Нека мислат и понатаму дека ви попуваат, ако више збориме малце за политика. Ама правите си по свое. Сејо, така, и како и до сега. Терајте си го вашето. Ако тоа се поклопува со ова што ви го кажав. Заштита на интересите на овој народ и создавање силна правна стабилна држава.
Премиере, имаш историска можност да станеш најдобриот премиер во историјата на самостојна Македонија. Не ја пропуштај таа шанса. Кучињата нека лаат. Имај го во предвид само интересот на оваа држава, интересот на народот. Доколку било што од оно што е интерес на македонскиот народ, интерес на сите нас да имаме стабилна, здрава држава, доколку се коси со било кое барање, од страна, од надвор, од горе, од кај сакате, од некои помоќни центри, или центри со поголема политичка и секаква друга моќ, нашиот одговор секојаш треба да биде не. Го црпите легитимитетот од народот што ви избра. Не дозволувајте да ви се случи она што му се случи на Груевски и на неговата влада последните 3-4 години од нивното владење. Ве предупредувам најдобронамерно од првиот ден кога дојдовте на власт. Ке ве чекаат цело време во заседа. Тие се цело време во заседа. Само чекаат да откриете најслабата точка за тамо да удрат. Не им го давајте тоа задоволство. За почеток, слушајте, ви реков. Послушајте и направете го она што ви го кажува јавноста, тоест народот. Не влагајте во клинч или уште пострашно во судир со сопствениот народ. Продолжете одговорно, продолжете доследно, одлучно, како и до сега, нека лаат кучињата, и дека сме ги закочиле реформите, и дека сме го закочиле патот кон ЕУ, ич да не ви чуе, дека не знам имате влијание у некај судски совет новините, ич да не ви чуе. Ако целта е горе поставена, ако е летвичката горе поставена, ако знаете што правите, ако тоа го правите со честна намера, на вистина нешто радикално да ги смените работите, не можете да промашите. До тој степен сме дојдени, приковани до зид, што секоја промена на начинот на игра, каква што играна до сега последниве 35 години, верувајте, нас може да ни донесе само поени, позитивни, корист, бенефит, како сакате кажете го тоа. Колку и да сме мали, ќе не донесе на една позиција кај што ќе бидеме видливи. На почеток малку помалку видливи, со тек на време, ако сме сложни, ако издржиме, ќе бидеме се повеќе и повеќе видливи. На штета на некој говна, кои што го презираат од дното на душата овој народ. И кои што немаат доволно зборови да изразат омразата кон народот од кој што потекнуваат. Чии дел се, ги знаете кои се тие Тричко, Мичко, Сашко, Машко, Боријан, Моријан, ги знаете сите. Што треба? Па да седиме со скрстени раце да гледаме како ќе се заебете за пак тие џукели да дојдат на власт. Не смееме тоа да го дозволиме, ниту вие, ниту ние. И затоа е добро вака кога се кажува на време. Соберете се, седнете, направите уште подсврс концепт и тргнете одлучно. Одлучно. Кај се сите тие најави и у 4 очи што ги кажувале од ваши редови за одговарање кривично, апсење на одредени перјаници од Социјалдемократскиот сојуз и од други места? Кај се? Со непостапувањето кон нив, а сите знаеме дека имате докази и за ова и за она. Зошто уште не се постапува? Зошто секогаш кога доаѓа СДС на власт, вас ви ебе мамата? Зошто ви еднаш не им ја ебете мамата? За промена колку? Сакате да ви кажам колку, што ја не сум член на ВМРО, никогаш не сум бил, сакате да ви кажам колку ВМРО-вци од 91 до ден денес, или до вчера, да кажеме, се уапсени кога СДС бил на власт? А? Каков е тој сооднос на уапсени ВМРО-вци, и што били високо у власта, повисоко и така натаму,
успоредба со уапсени од СДС, за кои што постоеле основани сомненија и тоа бајги ала да им се подигне обвинение, не се чепнати. Знаете ни што поминавте од 2017-та? Стечаи, мечаи, Бела палата, ова, она, прогон, могон, врбувања, правења. Знаете ни што поминавте? Зашто тоа да го прокоцкате на најевтин начин? Мора да се збори отворено за некои ствари. Јас разбирам дека околу секој чауш премиер се собираат полтрони, кои што го тапкаат по рамо и му викаат добро е, супер е, браво. Не бе, не. Ке ги соберете околу себе оние премиери што ви викаат не, ова не е браво, ова не е за браво, ама и ова не е за браво. Ова е за браво, да, ама ова не е за браво. Наречете ги тие луѓе како сакате, дворски шутови наречете ги, дворски будали наречете ги. Ама имајте ги до себе, да ве држат доле на земја, да ве полеат со ладна вода. Кога овие многу ќе ви ја вжештат од тапкање по рамо, другиве. Не ги правите истите грешки. Тие кои што се арогантни, а се на удар на јавноста, заради тоа што имаат ова, направиле ова, тргнете ги на страна. Ако се појма немам, ако биле корисни за партијата, ако направиле многу за партијата, не ги бркајте ви од тука, држете ги до вас, ама држете ги подалеку од медиуми, од јавноста, да не иритираат со својата ароганција, со своето ова, со своето она. Затоа што опозицијата ги користи токму таквите ликови вас да ве компрометира. У целина може сте најчесен на свет, ама кога имате такви до вас, кои што ще ги пуштате медиумски да се експонираат со цела своја ароганција, вие си правите штета на себе. Мора овие работи да ги поименувам, да ги расчистите пред вас. На вистина, на луѓево име доста она што се случуваше до сега 35 години. Јас затоа велам, се можам да оправдам. Мешајте се каде сакате. За мене. Знаете и сите мојот став каков е кон демократијата, како облик на политичко владење, како општествено уредување, не знам како сакате кажете го тоа. Знаете каков е мојот став. Дека е тоа лајново боја. Јас веќе немам проблем со тоа, некој имал апсолутна власт. Дај Боже да имате и на следните избори ептен апсолутна власт, до крај апсолутна власт да имате. Ама, ако имате идеја што правите, каде тераме, и ако главната цел ви е ова мало парче земја, наречена Македонија, да застане на здрави нозе. После нека јадат говна шо сакаат. После нека јадат, немате потреба да се клањате пред нив, да се посипуете со пепел. Никаква потреба немате. Тие си го кажаа своето. Наред, дојде момент, дојде ситуација, дојдовте на самата раскрсница, на крстопат, кај што треба да одлучите. Или ќе тргнете одлучно, брутално, одважно, во корист на народот и на интересите на Македонија, или ќе ги направите истите грешки кои што ги правеа влади и влади наназад години и години. Премиере, не дозволувајте да ви се мочаат у супата блиски, поради кои што утре ќе ве наместа да изгубите власта и да си заминете како губитник на овој или на оној начин. Зошто кога сте у одлична позиција се уште? И веројатно ова што јас ви го кажувам, ви го кажуваат многу луѓе. И да знаете, тие што ви го кажуваат ова, се тие што се добронамерните. Од им значи да не се заебете. Да не доведете пак у онаа незавидна ситуација у која што се најдовме 2017.
и годините 7 што следеа после тоа. Имате таа одговорност да не вратите на тоа време, да не вратите назад на тие предавници во нивни раце. Како сакате, сватете го ова. Ова ќе ви го каже, јас мислам, секој нормален, здраворазумен македонец. И овде, и во диаспората. Доаѓа она што ви го кажувам уназад многу пати. Кога кажувам, ќе дојде моменти, притисокот врз вас ќе се засилува и ќе се засилува и ќе се засилува и ќе чекаат секоја слаба точка да ве разбуца, да ве искина, да ве раскринкаат како влада, како партија, како све. Зошто да им го дадете така лесно тоа задоволство? Нема попуштање. Одете по својот пат, ама одете со таква цел. Овој народ конечно да се почувствува дека е среќен, задоволен во сопствената земја. Немам што повеќе да кажам.